кога мораш да бидеш помеѓу телевизијата и помеѓу радиото, можеби ќе биде малку неблагодарно, но сепак ќе те прашам, бидејќи ги проба двата медиуми, а се проба и во трет пишан медиум. Так. И значи, сепак кој медиум би го одбрал да работиш? Обично ако ги прашате пејачите која песна има милена, велат дека сите им се како нивни деца. Што вам, телевизијата најпривлечна бидејќи го има најголема публика и го има најголемото влијание, така да ако веќе морам да избирам еден медиум, веројатно би било тоа и плюс тоа што може да се види визуелно го дава тој ефект кој што мојата емисија го постигнува моментално. Уште малку, значи, ќе те навратам на рапорт со Јофе, ти функционираш, односно твојата емисија или твој дел се емитува во рамките на ексклузив. Дали постои можност понатака да се развие како самостојна или емисија или понатаму ќе функционира во рамките на некои други проекти? Па така, моментално започнавме во рамките на забавниот магазин Ексклузив, тоа е емисија која што веќе подолго време оди на еден, секој дневна се занимава најмногу со познатите личности. До сега политика имаше политичари кои што знаме, светското првенство, некои такви теми. Ова е прв пат да се вметне политика на ваков еден начин во емисија. Мислам дека мојата емисија некаде на граница помеѓу забавното и сериозното. Мислам дека добро се вклопува ваму, но понатаму да, постојат шанси да излезе од овие рамки и да прерасне во нешто поголемо. Ти се занимаваш ли со некој друг освен со политичарите и меѓу јавните личности од естрадата има навистина интересни работи кои што треба да се откријат? Па да, има некои кои што се чувствуваат like a fish, има некои кои што зборуваат македонич, да. Кога има такви, нормално дека што имат материјал, нормално дека би можеле да ги обработиме и во емисијата. Освен Охрид, ќе искористиш ли уште некој ден за одмор некаде надвор? Па да, имам на Хавај резервирано. Не, па моментално па не бев дојден во мојот Охрид од поодамна, бидејќи веќе се пресели во Скопје, па еве ги искористив овие мои 2 недели да поуживам малку во прекрасното Охридско езеро, па да, тука сум и понатаму заминувам во Скопје каде што продолжувам со рапорти. А што е со љубовниот живот за слушателките кои што не слушаат, дали Јован е слободен? Па на Facebook пишува сингл, така да, веројатно Facebook не лаже, така Facebook истината е ми ја кажува. Facebook не е многу веродостоен извор, ако му веруваме како општествена, како друштвена мрежа, значи тоа е една порака до девојките. Па таму пишува сингл, некаме, тоа ќе преговараме. Ќе развивате. Ќе најдеме некој разумен компромис. Кажи ми да не знаеш што е финта со девојчева, од преска ја барам, не можам да ја добијам. Аха. Така, значи, дури не сум ја со неа, таа со други, Добро. Само да завршам со емисија, па ќе се разберам јас со неа. Што се твоите наредни планови? Ќе поставувам дека после овој проект ќе следуваат уште многу други. Па јас сум во мисија да го променам светот, па ќе видиме докаде. Ти посакуваш да остаеш во тоа? Па така, моментално мислам дека имам добар проект и добро место каде што го пласирам она што го правам, па на рапорт со Јофе продолжува и понатаму да гази. Така. И да ги чепка политичарите, Апсолутно. и да ги студира нивните изјави со она што го рекле, всушност и затоа се работи во едно демократско општество, нели, за да има различен диверзитет на емисии, на програми и така натаму. Так. Што е со студиите? Па завршив во јуни месец беше тоа со последните испити. Ја завршив втората година на новинарските студии на Високата школа за новинарство и односи со јавноста на Македонскиот институт за медиуми. Останува уште една година, па дипломиран новинар. Така. И ќе доаѓаме значи на дипломска, па да не почестиш, па ќе кажеме дека и ќе бидеме горди што еден човек од Охрид, млад човек кој што е на почетокот на својата кариера успева успешно да ги одбрани боите на својот град и на сето она што тој представува. Јас искрено ти благодарам за тоа што одвои време да дојдеш и да ми бидеш гостин, да ме почестиш со твоето присуство и јас бев секако почестена што бев во друштво со тебе, што водевме еден вака интересен и занимлив разговор. Ти посакувам уште многу успеси во понатамошната
кариера и секако уште многу успешни проекти. Ви благодарам и на вас за остапениот простор во вашата програма. Поздрав до сите слушатели уште еднаш. Може да се изрекламирам? Среда и недела, значи се дружиме со мене на еден на Рапорт со Јофе и се разбира дружете се и со Радио Охрид. Еј, друже, морам додам, држава чека на мене, се слушаме подосна. Поздрав. Почитувани слушатели, тоа беше значи младиот и успешен и прогресивен и просперитетен наш колега Јован Постоловски. Ви благодарам за вниманието со кое што не слушавте. Уживајте понатаму во саботниот ден.